Историјата на Шкода изобилува со примери колку чешката марка всушност била напредна за своето време. Ова се само два од повеќето примери дека навистина е така, без разлика за кој период од општественото уредување на државата зборуваме. Првиот пример за тоа датира од пред Втората светска војна, кога аеродинамиката како нова наука ги пробиваше своите темели кон иднината. Тогаш во 1935 година се појави и овој модел наречен 935 Dynamic. Причините за неговото настанување не се докрај јасни, бидејќи од него директно не се изроди ниту еден серијски автомобил. Искуствата што инженерите на Шкода ги собраа беа применети кај идните модели на марката. А тие не беа за занемарување. Покрај исклучително аеродинамичната каросерија, овој автомобил имаше и механика во целост прилагодена на тоа. Боксер моторот беше сместен назад, а за подобра дистрибуција на тежината, ладилникот беше напред и резервоарот за гориво на средина на возилото. Шокираната јавност не можеше да верува дека со само 54 конски сили автомобилот долг 4,86 метри со само 54 конски сили можеше да достигне максимални 140 км на час. Единствениот направен примерок успеа да преживее благодарејќи на тоа што во предвечерието на Втората светска војна беше продаден на приватен купувач за во 60-тите години Шкода да го откупи назад кога започна со создавањето на својата историска колекција. Од тоа време некаде и вториот пример за неверување од историјата на Шкода, кој доаѓа дури од Нов Зеланд. Имено, мудро искористувајќи ги можностите кои ги создадоа тогашната ситуација во земјата и пристапот до ефтина механика од Чекословачка, импортерот на марката од оваа пацифичка држава храбро се реши да создаде сопствен модел. Наменет главно за фармерите, тој според сите стандарди беше теренско возило, но немаше погон на 4 тркала. И покрај лошиот квалитет на локално произведената каросерија поставена на шасија и со целосно превземениот интериер на тогашната Октавија, моделот наречен Трека беше толку популарен што бргу ги премина границите на земјата. За него интерес имаше и во Австралија и некои земји од Индокина, а стигна и до Карибите. Еден примерок дури има купено и General Motors, чија судбина откако бил однесен во Детройт останува мистерија. Малиот капацитет за производство не дозволуваше некоја поголема експанзија на моделот, кој својата кариера ја заврши со меѓу 2500 и 3000 направени примероци за 7 години. Енигмата на неговото толку долго екзистирање на другиот крај на светот за некои и денес останува нецелосно разјаснета. Тоа може да го сватат само оние кои во тоа време живееле таму. А тие можеле да бираат меѓу класична теренска и пикап изведба на каросеријата, на почетокот со 1,1 литерски мотор со 40 конски сили со кој Шкода Трека по прашливите патишта на Нов Зеланд можеше да достигне 110 км на час. Потоа пристигнува верзијата со 1,2 литерски мотор со 47 конски сили и блокада на задниот диференцијал, но и покрај тоа со цената останува најевтин нов автомобил на пазарот.